Добродојдовте на YouTube каналот Macedonian Trip. Фабриката за автобуси 11 октомври и незините производи беа, а некаде се уште се неодменлив дел од патувањата. Туристички патувања, екскурзии, одење до училиште, факултет, на работното место, меѓуградски и градски сообраќај и навивачки каравани се само мал дел од секојдневието на автобусите на македонскиот производител. Во ова видео посветено на ФАС 11 октомври и брендот Санос ќе го опфатиме основањето на фабриката, незините успеси и неуспеси, како и презентација на моделите на автобуси, минибуси и тролејбуси. ФАС 11 октомври е формирана во 1946 година како државна фабрика и е надградба на поранешна работилница за репарација и производство со 30 работници која екзистирала од 1930 година. На површина од 142.000 метри квадратни се наоѓале погони за производство и сервис, административни згради, складишта, хали и комплетна инфраструктура. На почетокот фабриката работела на ремонт на штетени воени возила кои биле оставени од германската војска. Во средината на 50-те години почна да се произведуваат првите автобуси на шаси од Chevrolet. Во 1959 година започнала долгорочната соработка со ФАП од Прибој за вградување на нивните мотори во автобусите на ФАС. Се започна во 1953 година со поделбата на програмата на Сауреровата лиценца, како што започна и ФАП. Тогаш ФАМОС доби задача да произведува мотори и менувачи, ФАП да ги комплетира возилата, а фабриките во Скопје и Загреб да ги комплетираат автобусите. Во тоа заедништво растевме и се развивавме се до 60-тите години, кога се собравме во индустријата на тешки возила ИТВ, за да го продолжиме подоцна тој развој и во 1969 година да му дадеме нова форма на заедништвото ФАП ФАМОС, каде што беа здружени 4 фабрики од 4 наши републики. ФАП од Прибој, ФАМОС од Сараево, 11 октомври од Скопје и фабриката за автобуси од Загреб. Definicija našeg zajedništva je u stvari jedan način življenja kome mi danas nemamo alternative jer ga je nametnuo život i ono nije proizvod nikakvih formalnih želja ili potreba za nekim fiktivnim udruživanjima. Moram da rečem, 11. oktobri ja ne bi mogao da go zamislim bez ova složena organizacija. Od tih vozila, mislim u tipovima. Постојат точно пресметани односи на учество за секаков вид возила. Учеството на ФАМОС се движи, на пример, од 14 до 27%, зависно од типот на возилото. Тоа се точно пресметани односи, засновани врз база на техничка документација за вистинското учество во производството и цената. По наша оцена, тоа се реални односи. Никој трет од страна не ни ги крои, туку ги договараме ние самите.
devize, 14, odnosno 27%, zavisno od tipa autobusa ili kamiona, ide na FAMOS, ostali dio ide na FAP, odnosno 11. oktobar ili autokaroseriju. I kada ga prodamo, onda to učešće svakog od nas u proizvodnji dobivamo sredstva koja smo uložili. Во 1965 година е промовиран заедничка проект на ФАП и ФАС автобусот А13. Овој автобус е првиот модерен туристички автобус со самоносачка каросерија со мотор во задниот дел. Токму од овој проект е добиена и кратенката Санос. Во 1967 година се направени и испорачени 15 автобуси специјално направени за полскиот пазар под име А9. Полската варијанта на А9 се произведува се до 2002 година. Во 1985 година ФАС продава околу 650 автобуси и лиценца за производство на Санос С411 на фабриката Вукси во Народна република Кина. Во периодот од 1982 до 1987 година ФАС и Шкода произведе вкупно 77 тролејбуси Сано Шкода С200. Биле проектирани и произведувани во ФАС 11 октомври, додека пак електричната опрема, троли и електромотори ги вградувала Шкода. Како основа за овие тролејбуси послужиле градските автобуси Санос С200. Кај автобусот третата особина не е погонска и служи само за поддршка на приколката. Кај Сано Шкода, втората и третата особини имаат погон од електромотори од по 100 kW. Дел од овие тролејбуси се експонати во музеите за транспорт во Чешка и Словачка и се една од главните атракции.
Во 1986 година Санос го промовира прототипот на соло тролејбусот S115ER, но тој не бил прифатен на чехословачкиот пазар. Единствениот примерот на S115ER бил продаден во Сараево, кај што служил се до 2005 година. Во приложение ви ги представуваме дел од типовите автобуси произведени во ФАС 11 октомври.
Освен производство на автобуси и тролейбуси, ФАС 11 октомври има направени два прототипа на автомобили. Во 1959 година е направен прототип врз база на Fiat 1400. За жал, прототипот наречен Вардра завршува на отпад. Втора шанса за производство на собствен автомобил ФАС има во 1965 година кога е направен прототип врз база на Fiat 850. Овој прототип е прикажан на сајамот за прототипови во Белград, но при враќање од сајамот камионот кој го носел настрадал во сообраќајка заедно со прототипот. Во 1968 година Citroen доаѓа во Македонија за пронаоѓање на погон за производство на делови за тогашните модели, а потоа на целосно производство на автомобили. Фабриката Металски завод Тито била избрана како најповолна, а во ФАС требало да се склопуваат автомобилите на Citroen, но и тоа не било ништо. Нестрикни случаи, сплет на околности или нечија директива за забрана за развивање на автомобилската индустрија во Македонија. Проценете сами.